Здраво! Добродојдовте во второто издание на емисијата Црвило. Ние сме и денес овде за вас со интересни содржини кои што се надевам дека ќе успееме да го задржат вашето внимание. Во ова издание за почеток ви го најавува момчето кој што сите успева да не освојува со неговиот прекрасен вокал. Мене посебно со неговите балади. Владко Лозановски беше овде во Струмица после 7-месечна пауза од неговите настапи. Ви најавувам што е најново кај него и кои се неговите идни планови. Повеќе не откривам што ќе гледате, туку останете со нас. Во денешното издание на емисијата Црвило го имаме еден од најдобрите вокали во Македонија, Владко Лозановски. Здраво, Владче, како си? Супер, Ивана, како си ти, добра? Супер, после твојот настап. Да, баш ми мило. Така, кажи ми како се чувствуваш после 7 месеци? Значи, вечерва ти е прв настап овде во Струмица, после 7 месеци пауза од, знаеме сите, од пандемијата со COVID-19. Па не знам, едноставно измешани чувства, како и да е. Јас си во еден претходен мој статус кога го најавував концертот тука во Струмица, кажав дека еден во вид на нов почеток и да видиме до кај сме, до што сме кога ги правевме пробите, едноставно по пробите се одеа глатко како да не прекинало воопшто ништо. Така да и вечерва претпоставувам дека беше исто публиката во Струмица секогаш е the best of. Секој пат ме пречекувала во најдобро светло, иако настапот беше со оние рестрикции, протоколи каде што нормално треба да се почитуваат секаде, но не мора да значи дека тоа е пречка да се забавуваме, да пееме и тана и тана. Така. Рековме после 7 месеци пауза. Како ги помируваше, Владче, овие денови со пандемија, пандемијата уште не е завршена и не се знае дали ќе заврши. Како ги поминуваше карантинските денови? На најразлични начини, не знам. На почетокот, знаеш, сите бевме исплашени, збунети, едноставно не знаевме што е, не знаевме воопшто што се случува. Еден тотален хаос, еден тотален шатдаун, што збунети буквално беа сите. Така да, генерално, периодот кога требаше, целата година требаше да не биде комплетно фул, каде што требаше да заминеме во март во Америка и Канада, за да, откако требаше заминеме недела претходно, настана овие карантини. Можеби се уште ќе бевме таму, заедно со целата моја екипа што бевме на бина таму. Потоа следеше за Великден да настапуваме баш во Аватар. И понатаму, во цела Македонија, генерално работевме, не дека не работевме во студио на нов материјал, имавме доволно време да се концентрираме во тоа, имавме до некаде и некоја инспирација, да слушаме и некои нови материјали од светската музика, мора да го следиме тој тренд. Повеќе бев дома, повеќе бев во Кичево, Кичевскиот регион, повеќе западна Македонија генерално, затоа што државата Македонија е во таа црвена зона каде што не можеме да излегуваме од границите, мораме сме тука. Дружба со генерално не она физички, но секогаш се слушав со сите мои најблиски и некои работи кои што нема воопшто време да ги направам додека имав работа, па гледав да ги дозавршам сите тие работи. Добро познат си на нашата публика по твоите убави видеозаписи, дали подготвуваме некој нов и исто така специфични се и твоите девојки во спотовите, дали ти сам ги одбираш или дали подготваш нешто ново да знаат гледачите? Да, морам да кажам, претпоставувам дека сите во Струмица го знаат дека ти ми беше од прекрасните девојки во Сонце не ме гре. Ти благодарам и да тебе што го разубави спотот, нормално видеото, таа песна остана, се уште се пее, иако е многу стара, но баш ми е мило што се уште пеат како вчера да се промовира. Да. Сонце не ме грее, ама генерално во принцип луѓето кои што ги снимаат спотовите и дел од екипата моја се тие кои што се ангажирани за да го направат сценариото, да се најдат статисти, нормално и девојки, буквално све кои што е потребно во видеото, некојаш и јас помагам колку што можам. Давам сугестии, нормално. Пак се работи за моја песна, каде што треба да видам во мој видеозапис и така да сите заеднички го правиме тоа за да биде еден убав производ на крај.
Мене лично многу ме воодушевуваат твоите балади. Дали да очекуваме наскоро некоја балада? Па нормално, материјал, како материјал ќе има буквално се, од балади, од брзи, од средни, од вакви, такви. Не е баш добро кога се останува баш само на еден жанр. На една иста енергија мора да има све различно за да не биде монотоно. Генерално во принцип последните мои албуми превладувале оние баладични песни, но баш ми е мило што се пеат како и да се брзи, нормално поради можеби таа енергија што има таа песна. Морам да кажам дека не се само мелодите, туку и текстовите кои што мора да допрат до сите слушатели и мора да бидат емотивни и тана и тана. А веќе помногу време живееш во Скопје, колку ти недостига твоето родно место Кичево? Што најмногу ти недостига? Па во принцип во овие 7 месеци најчесто бев во Кичево. И секогаш и кога имавме работа, во сред недела се враќа во Кичево. Не е далеко, едно 100 и нешто километри од Скопје и во принцип тука секаде блиску кај да одиш некои си максимум 3 до 4 часа можеш да стигнеш. Тоа е една мала олеснителна околност за сите. Така да и да не можам да ми се собера, не знам, месеци да не можам да стасам, сега со ова време може да се постигне буквално све. Така. И едно од најтешките прашања, дали може да навлеземе малце во приватниот живот на Вајче? Да пробаме. Да пробаме. Дали сме заљубени? Секогаш сум заљубен. Секогаш се заљубен. Колку ти се допаѓаат струмичанки еве вечерва? Ами секогаш струмица, секогаш се едни најубавите девојки, така да од секогаш кога сум настапал, од 2007 па до сега секогаш само се најубави. Девојки, а дали ти се пуштаат мажи може? Има и такви случаи, да. Сум видел се и се што, да. Така, Влаче, многу ми е мило што ни беше гостин и што одвои вечерва време за нас, за во емисијата Црвила, што ќе им посакаш на гледачите на Црвила? Ќе им посакам да бидат среќни, да бидат насмеани, без разлика на што да се случува, да си бидеме совесни, да се поддржуваме буквално во све, да бидеме сплотени во буквално све што се случува, затоа што пак се работи за наше добро, за среќата наша, за среќата на нашите најблиски и буквално сите тоа го сакаме кога сме сите среќни и нормално и среќата ќе не послужи и од озгора што се вика. Така, ти благодарам уште еднаш и ти посакувам во иднина уште многу успеси, очекуваме од тебе многу видеозаписи и многу хитови и балади, да кажем. Да, балади, да. Ќе има балади, па и да некоја брза ќе направиме балада, не е проблем. Барем тоа е многу лесно. Фала ви уште еднаш, поздрав до цела Струмица. Со нашата рубрика Биди здрав, биди фит во нашата емисија Црвила. Минатата емисија нешто поопширно зборувавме за правилниот начин на исхрана. Повторно сме со нашиот личен и персонален фитнес тренер во фитнес центарот Улм со Здраво Томан. Како сме? Здраво, добре, прекрасно. Како што и реков, секое чувство кога сме во средина на многу убави мисли и добро чувство. Така, денес ќе зборуваме малку поразлично, но не поразлично, баш ќе биде поврзано, мислам дека поимот фитнес асоцира некако исто со здрава храна, некако ми се поврзани. Дали едно тоа може да се случи? Видите, ако сакаме да имаме резултат, односно да ја постигнеме целта за која се заложуваме, без разлика дали сакаме да покачаме телесна конституција, маса, мускулна маса, дали сакаме да намалиме масни наслади или да формираме вистинска спортска и атлетска фигура, неминовна е симбиоза и единство. Значи, добар, правилен тренинг, добар, правилен систем на исхрана и тука јас би додал и добар одмор, затоа што одморот е многу битен сегмент од реализација и што поскоро постигнување на цел. Што е најосновното во правилното вежбање, на што најмногу треба да обрнеме внимание за да на крај го постигнеме посакуваниот резултат? Видете, ова е многу уместно прашање. Од она што јас го гледам, можам да приметам дека голем дел од нашите клиенти кои доаѓаат и самоиницијативно вежбат се релативно неискусни, релативно
не изградени без соодветни познавања како и на кој начин да пристапат кон вежбање. Значи имаме ние тука можност за групно тренирање кое е контролирано од еден тренинг, меѓутоа се работи со едновремено вежбање, значи во групи, и можност за фитнес тренинзи на конкретни справи. Значи затоа сум јас и моите други колеги тука, за кога ќе приметиме доколку некој видам дека неисправно работи, нормално се трудам да му помогнам. Значи, за да имаме правилен пристап во вежбањето се потребни неколку сегменти. Многу е значено претходно добро да се загрее организмот, да се постигне некоја работна температура. Многу е значено да се раздвижат зглобните позиции на организмот, за да немаме евентуални повреди. Исто така, самиот пристап, прво, значи, исклучително е важно распоредот на вежбите. Значи, не може еден човек да дојде и да почне од почеток до крај да си вежба се што ќе му текне. Значи, систем со распределба на кои денови, кои мускулни групи ќе бидат опфатени е многу битно. Од друга страна, соодветната мускулна група која е опфатена, многу е битно кој избор на вежби, по колку серии, по колку повтарање, во зависност од желбата да се постигне целта. И пред се, исклучително е битно, начинот, односно формата на изведување на соодветната вежба да биде вистински поставена, за да се избегнат евентуални непотребни губење на време, која може од една страна да провоцира да не го инициираме соодветниот мускул за кој ние се залагаме, или од друга страна евентуално може да дојде и до некоја повреда доколку личноста не умее да ги избалансира соодветната тежина и правилното изведување. Тука, например, веднаш би пластично објаснил во две-три вежби. Ако личноста сака да работи мртво кревање, тоа е кога тежината се крева опод, многу добра, многу базична, стабилна вежба, која го иницира и продуцира хормонот за раст, која иницира едновремено опфаќање на поголема дел на мускулатура, малтene цел организам, и тука веќе ги побудуваме и балансираме хормоналните процеси во организмот. Меѓутоа, ако не умее личноста реализацијата да ја направи со исправен стол во извесен ангол свиткан, без флексирање на долниот дел меѓу прашлените, тогаш може да дојде до посериозна повреда. Истото важи за влечење во предклон, или од друга страна, ако во вежбите за гради идеме со потисок, многу е битно лакто во кој агол ќе биде заземено. Ако е многу низок агол, односно доколку лактото иде близко до организмот, се оптеретува трицепсот, се намалува оптеретот на градите, и обратно, ако е многу високо, премногу оди на удар рамениот појас, и тука многу често умее да се соочат некои вежбачи со некои грешки, затоа тоа се во суштина многу едноставни, меѓутоа значајни информации за кои ние стоиме тука, за да ги упатуваме луѓето, за да бидат ефективни, да бидат посветени на она во која сака да ја постигне таа цел, а целта ќе биде постигната само со правилен избор на вежби, соодветни комбинации, соодветен број на повторување и нормално вистински, односно исправно реализирана форма на вежба. Кажете ми што ќе се случи доколку сме претерале со вежбањето, и може ли вежбите кои што не вклучуваат справи да бидат опасни доколку не се извршуваат правилно? Доколку се претера со тренинг. Тоа не враќа на почеток, значи за тоа е потребно да се познава загревањето е една работа, значи која е потребна за секој еден вежбач. Меѓутоа, да се познава нивото на кондициона и физичка подготвеност на личноста која доаѓа да спортува, ќе ни иницира на нас потреба од број на вежби, големина на тежина и начин на изведба, што само по себе, доколку се префорсира, односно се впуштиме во поголем дел и повисок број на повтарање во вежбите, нормално е да дојде до претренирање ако личноста е со помала физичка подготвеност. И затоа е многу значено да се пристапи во старт со проценка на нивото на утренираност и соодветно да се динамизира нивото на тренинг. Ако дојде до претренирање, нормално се појавуваат болки во мускулите, што за некои си 2-3
евентуално 4 дена тоа се надминува, се собира млечна киселина, со малку масажа, организмот, рековме, адаптивен организам, има таква можност и си ги враќа нештата на свое место, меѓутоа за тоа, значи, со внимателен пристап и соодветно дозирање на физичките напори ќе може да се избегне појавата на претренираност. Кога сум кај претренираноста, само да напоменам дека со претренираност, да речеме многу голем дел од особено женската популација, сакајќи да го волуменизира глутеусот, што по стегнат, исправен и волуменски изграден, секојдневно го тренират. Меѓутоа, значи, на тој начин се претренирува и наместо да добиеме на волумен, всушност се соочуваме со последици на ретроградност, односно атрофирање на тој мускул. Значи, мора да имаме одмор во кој регенерацијата и растот на мускулот ќе бидат запазени. Во вториот дел од вашето прашање, мислам дека се скоро невозможни повредите на организмот кога се работат со класични аеробични вежби, меѓутоа, значи аеробичните и анаеробичните, односно вежбите без тежина кои ги трошат калориите со аеробично активирање, трчање, возење, скокање и така натаму, и вежбите со тежина кои ги иницират пулсациите, односно контракциите на мускулатурата, се најдобар ефект се добива доколку се вклопи едното со другото. Значи трошиме калории, на една страна трошиме калории, на друга страна, меѓутоа во исто време и ги иницираме мускулите за да добиеме нив анаболен ефект, односно да добиеме на волумен, и сето тоа во пакет резултира со онаа конституција која е посакувана за сите. Треба ли да се променуваат вежбите или да се вметнуваат новини во рутините? Или еве лично вие Значи, фактот дека организмот, пак ќе кажам, е адаптабилна целина, ни наметнува потреба да вршиме чести ротирања или промени на вежбите. Доколку одиме монолитно, со еден систем на тренирање, со една редоследност, со иста тежина, за известен период, моја проценка околу месец дена, организмот ќе има прогрес, меѓутоа ќе има застој после тоа, затоа што организмот се адаптира на постоечкиот третман и таа мускулно-нервна трансмисија треба да ја иницираме на поинаков начин, да зголемиме број на серии, да ставиме различни серии, да зголемиме паузи или да ги намалиме паузите, значи да имаме некоја различност, да направиме и некој распоред, за повторно да имаме, ќе речем, некој шок третман на пристапот во градењето, односно во тренизите, со што градењето на телесната конституција ќе биде повторно во прогрес, односно ќе имаме од една страна топање на маслица, од друга страна ефективно градење на позиција од организмот, таму кај што сакаме да ги волуминизираме. И ова тема ни е доста обширна, па јас тука би заокружила со уште едно прашање. Колку е важна опремата за тренинг и што е според вас е најдобро да носиме на нас, за да се чувствуваме комотно и да можеме добро да го истераме тренингот? Значи, од опрема за вежбање, тоа би рекол класично како и во сите спортови, да имаме добри, удобни патики, да имаме комотна облека, долен и горен дел, кои нема да ни притеснат и да ни прават проблеми во движењето. Јас би преферират да бидат со, да речам, поквалитетен, можеби памук, вие подобро се разбирате од составот, меѓутоа да биде лесно впирлива, да не биде од оние вештачките, пластични, не знам како да ги наречам, ликренозни гардероби кои не му дават на организмот да диша. Значи, едноставен пристап, комотна облека, добри патики и пред се здрав разум, изградена цел и настојување, односно вложен труд за да се дојде до постигнати. Тома, ти благодарам. Ние, почитувани гледачи, разработивме уште една тема. Јас се надам дека советите ќе бидат од корист на нашиот Томе. Следете ни во наредното издание на Црвило со друга тема. Ако сакате да се чувствувате истовремено удобно, комфортно, модерно и урбано,
Тренд кој што ги освои сите модни блогерки и познати личности. Во продолжение, тренерки кои што на вистина ги освоија модните светски блогерки. Ако сакате да се чувствувате истовремено удобно, комфорно, урбано и модерно, еден тренд ќе ве освои исто како што ги освои модните блогерки и славните личности. Тренерките со широк ластик околу половината и со ластици на ногавиците се почесто среќавани и на Инстаграм фотографиите на блогерките и во колекциите на модните дизајнери кои пронајдоа начин да ги вклопат во многу различни стилови. Звезди како Дженифер Лопес, Ријана, Медисон Бир, Ким Кардашијан, Кайли Дженер, Хејли Бибер, Джиджи и Бела Хадид многу пати беа фотографирани со овој модел на тренерки. Без разлика дали се упатувате на кафе со пријателка, на прошетка во природа или во соседството, работите од дома или едноставно си правите селфи додека се излежувате на каучот, инспирирајте се од овие удобни модни комбинации во чија основа се тренерките кои се тренд сезонава. Драги мои любители на емисијата Црвило, јас се надевам дека со нашите содржини бевме доволно интересни и успеавме да го задржиме вашето внимание. Се гледаме со уште поинтересни содржини во наредното издание. Од мене чао!